Почитувани граѓани на Република Македонија, многу сум среќна што повторно денес се среќаваме овде. Ја користам можноста во името на нашиот иницијативен одбор на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, на представничките на понежниот пол, појак или јак пол, да им го честитам празникот 8 март во едно прекрасно празнично расположение денес, да бидеме овде заедно, пред се. Една кратка порака имам денес, не подготвував говор, но сакам да ви се обратам од срце. Нашата земја е библиска земја. Нашиот народ е библиски народ. Не, забадила, спомна 33 пати во Библијата. Македонија е лулка на писменоста, која што преку Моравската мисија се пренесе на другите народи во Европа, во Русија, во Полска, во Моравија, во Словенија, во Србија. Да не заборавиме дека треба да останеме горди и достоинствени заради тоа што немаме потреба да се докажуваме никому. Ние сме оние кои што сме. И ние сме овде денес со отворена, чиста намера да си ја зачуваме државата. Да си го зачуваме суверенитетот на нашата држава, која што е единствена. Ние имаме третина од незе. После 1913 година, да не заборавиме, беше распарчена нашата земја. Тој договор не е ревидиран и 100 години по неговото склучување. Значи, нема да дозволиме вмешување во нашите внатрешни работи од ниту еден надворешен фактор и ниту еден внатрешен фактор. Може би дојде време некој овде да одговара за велепредавство. Нема потреба да се оправдуваме зошто сме денес овде. Тоа е заветот на нашите предци. Никој нема право да го погази. Затоа што го носиме во нашиот код. Ние имаме исто така морален код на љубезност, на гостопримство, на отворено срце спрема секого кој што доаѓа во нашата земја. Но доволно е од мирољубиво наблюдување на тоа како некој сака да не распарчи, како некој сака да не разнебити. Мислам дека дојде моментот кога треба да се спротиставиме на тоа сите, заедно. Ве повикувам да бидете со нас овде. Се заблагодарувам на многобројните пораки за поддршка. И се надевам дека ќе останеме стамени до крај во име на наследството од нашите предци.